Пајазит Пајазити мора да биде разрешен од позицијата судија поради тоа што дозволи да избега командантот на УЧК Блерим Рамадани, кој што е баран со меѓународна потерница под сомнение за сторени воени злосторства, велат од ВМРО ДПМН. Рамадани не е единствениот случај кој остава дамка зад Пајазити, кај него постојат неколку одлуки за кои постои сомнение дека се диктирани директно од партиските штабови на поранешната власт. Од ВМРО ДПМН велат дека покрај разрешување потребно е да се отвори истрага и за други негови предмети, порачувајќи дека одговорност мора да има. Пајазити мора да објасни зошто го пуштил Блерим Рамадани во куќен притвор наместо затворски. Истиот знаел дека Рамадани е лице кое може да се даде во бегство и покрај тоа му овозможил шансата да избега. Пајазити мора да одговара. Одговорност мора да има. За почеток, тој треба да биде разрешен, а потоа против него треба да се отвори постапка за да објасни како во неговите предмети тешки прекршители на законите поминуваат деказето со условна осуда или бегаат. Од ВМРО ДПМН се децидни дека ова само докажува дека се потребни сериозни реформи во правосудството и чистење од сите корумпирани кадри, какви што сега со признание и пресуда се Иџат Мемети, чија оставка од Советот за јавни обвинители чека потврда од Собранието, и сега веќе екс-врховниот судија Наки Георгиев, и двајцата се спогодија со обвинителството. Првиот доби условна казна и сега веќе е слободен човек, додека вториот се договори да одлежи 3 години за дело за кое е предвидена казна до максимални 10 години. Од ВМРО ДПМН велат дека со планот за реформи на новата власт, меѓу кои распуштање на Советот на јавни обвинители и судскиот совет кај СДСМ и ДУИ, постои страв дека правосудството ќе биде исчистено од нивните партиски кадри. Разбираме зошто СДС се премногу вознемирени и исплашени за реформите во судството, затоа што тие први ќе се соочат со одговорност за се што правеле. Филипче очигледно се води по матрицата на Заев, кој кога дојде на власт го зема правосудството под свое, па мисли дека така функционираат сите. Еве, да му кажеме, ако не знаел, ВМРО ДПМН не планира да го земе правосудството под свое, туку да го земе од криминалните канџи на СДС и ДУИ и да го врати правосудството во рацете на судиите и обвинителите. Постојат сериозни сомнежи дека дел од одлуките на Пајазити биле диктирани од некои партиски штабови, покрај одлуката Блерим Рамадани од затворски да биде пуштен во домашен притвор. Пајазити е судијата која прифати спогодбата на Иџат Мемети, кој важи за близок до ДУИ и доби само условна казна. Тој е и судијата кој претходно реши да не им одреди притвор ниту на групата која упадна во контролната кула на Скопскиот аеродром во јануари годинава, предводена од високиот функционер на ДУИ Беким Незири. За последните две одлуки на овој судија во однос на Рамадани и Мемети ќе истражува и судскиот совет. Донесена одлука да се формира комисија со цел расветлување на целиот случај, инаку Пајазити ја извршува функцијата потпредседател на кривичниот суд.